На следен материјал што ќе го обработиме денеска е профил на терен. Дали сите ја имате добиено картата од Алекс, што ви е пратена? И дали сите имате милиметарско блокче? Да. Пошто никој не. Пошто никој не кажа дека нема, ќе ве молам, извадете си го милиметарското блокче, извадете си ја картата или отворете си ја на компјутер или на телефон, на што и да е, ќе почнеме со објаснување на профил на терен. Дечки, спремни? Профил на терен е многу поразлично од извештај, многу поразлично од скица, многу поразлично од кроки. Да не речам малку комплициран извиднички материјал. Не е само извиднички материјал, туку служи во многу други катастарски, геодетски, природно-научни институти. Го отсликува теренот од картата каков е. Значи, доколку земеме профил на терен да цртаме од Свети Николе до Скопје, него ќе ни ја прикажи состојбата на теренот. Каде е височина, каде се симнува удолница, каде се искачува, каде пак се симнува и слично. Да дојдеме до тоа, дали, предпоставувам сите сте тука. Ајде, кој сака да ми каже што е размер и што е еквизистанца? Можете да повторите што кажавте? Дали некој од вас сака да ми кажи што е размер, а што е еквизистанца? Олег Кот и Омолика. Јас прв пат слушам за тие зборови. Еве сега Олег ќе проба да ти одговори што е размер и што е еквизистанца. Размер е намалена или зголемена пропорција на една карта или на некој предмет или скица што го имаме нацртано. Добро. Еквидистанца, кој што сватив вчера, мислам дека беше растојанието помеѓу две линии на топографската карта. Добро, Олег, браво, точно си сватил. Меѓутоа, јас имам едно нејасно прашање. Не ти го поставувам на тебе, него ќе го поставам на некој друг. Олег кажа дека еквизистанца е растојанието меѓу две линии на карта. Како се викаат тие линии на картата? Некој каже, ајде погласно. Изохипси. Еве, Елена Николовска каже изохипси. Што си изохипси, Елена? Може ли јас да кажем што се изохипси? Може. Изохипси се криви линии кои што поврзуваат повеќе точки или места со иста еднаква надморска височина. Леле, браво. Какви може да бидат изохипсите?
Кривели и потонки? Какво, Гергева? Мислам дека може да бидат подебели и потонки. Да, може да бидат подебели, потенки и испрекинати. Главни и споредни. Сега, едно мало прашање до сите вас. Доколку еквизистанцата на картата е 20 метри, кој ќе ми ги наброи изохипсите од изохипса број 500 до изохипса број 600? Еве, Олег ни крева рака, Мартин, Јована. Ајде, Мартин, не сме го слушнале. Изохипсите кои што се на еквидистанца од 20 метри, 520, 540, 560, 580. Браво. Дали сме јасни како се движи распоредот на изохипсите? Да, Джа, генерално е јасно, само ако сакаш можеш и ти да им објасниш на листот за оние што не крева рака или можеби што не биле вчера присутни на предавањето. Да видат како изгледаат На изохипсите. предавањата. Јас картата би ја земал малку подоцна. Океј. Сега би објаснил чисто на табел лист, за да и објаснам. Дечки, имаме релеф на терен. Имаме вакви линии. Ова е изохипса со надморска височина. Секој изохипса представува надморска височина по бројка. Викса, дали се гледа само пошто кај мене кочи? Да, се гледа. Малку Имаме поголем листот, за да гледате бројката, е така. Супер. Имаме изохипса со надморска височина 500 и имаме изохипса со надморска височина 600. Помеѓу 500 и 600 има 520, 540, 560, 580. Доаѓа 600. Гледате тука дека доаѓа 600 и повторно е 600. Бидејќи изохипси се криви линии кои поврзуваат две или повеќе места со иста надморска височина. Имаме 1, 2, 620, 640. Меѓутоа, ова повторно е 640, 620 и доваѓаме до 600. Дали барем малку од малку ви е јасно како иде редоследот на изохипсите? Јас не знам, прв пат слушам за изохипси. Не, всушност имам учено за изохипси, ама тоа било во 600 одделенија. Дали го гледате листот мој? Да. Така? Ајде. Кој ќе се пријави за да ги прочита изохипсите? Матео од Феникс не беше прв. Ајде, Матео. Секунда само матно малце.
400, 420, 440, 460, 480 и 500. Добро. И после? 520, 540, И после? 560, 580, 600, Ајде, Матео, сконцентрирај се. Значи, линијата е вака, Матео. Ја гледаш? Да. Еве сме кај 500. Дечки, пратите сите. Еве сме кај 500, така ли? 500 е оваа. Се слушаме, се гледаме? Да. Кој број на изохипса би дошло ова? Матео? Четири participants raise hand. Викса? Па Матео, Олег, Никрева, Јака, Јована, Мартин. Ајде, Матео, пошто Матео почна. Олег, Јована, ајде, било кој, да не именувам. Треба да се каже изокипцата после 500, така? Да, после 500. 520, Добро. Следната? 540, Следната? 560, Дали ме пратиш на хартијата? да, јас се гледам само 540, па затоа се збунив малку. Значи, идеме 520, 540, која е следна? 540, Следна? 520, И доаѓа 500, така? да. Значи, изохипси се криви линии кои поврзуваат две места со иста надморска височина. Идеме 500 и 520, крива линија, фаќа круг, поврзува исто место, 540. Релјефот на земјиштето не расти, останува 540, 520, се враќа на 500. Дали може сега да ја отвориме картата на вашите компјутери, лаптопи, мобилни телефони и што и да е? Дали сите ја отворивте картата? Но јас не добив никаква карта на мејл. Да, јас ќе отворив картата, ќе ви покажам. Чекајте, ајде сега кој нема карта да се пријави. Проверивте на мејл адресите? Да, јас проверив, но не ми стигна никаква порака. Ја сега во чат одма ќе ја пречам. Ајде ќе почекаме минутка, две, за да ги добијат сите картите.
Јована и Мартин, мислам дека кренавте рака. Пишете ми ваши имейл адреси во чат, за да можам да ви ја препратам. Дали е средено моментот со картата? Значи, картата е истата од вчера што ја добивте. Така што би требало да имате сите, така? Во меѓувреме, дечки, на мејл проверете во траш, во спам, може таму да ви стигна мејлот. А Алекс, како и да е, денес ќе ви ја препрати пораката на сите од вчера, така што ќе ви стигна на тие што ја немате. Дали може да почнеме, дечки? Дали сите ги имате отворено картите? Дали сите имате пред вас милиметарско блокче и неколку бели, црни, шарени листови каде што може да фаќате прибелешки тоа што објаснувам, да си шкрткаме малку, да си објаснуваме, да се учиме. Јас немам. Ама мапата ја имам. А милиметарско блокче дали имаш? Што? Милиметарско блокче? Милиметарска... Не знам, мислам, кај мене сега сум соба, ама бидејќи имам долу гости, не можам да слезам. Ништо немаш милиметарско, значи внимателно слушај само. Да. Дали сите други сте подготвени? За читање на изохипсите и за учење на профил. Дечки, доколку ја имате картата пред вас, некои ја имате во боја, некои ја имате испринтало или како и да е, дали гледате едни црвени линии на кои некаде има бројка 500, 400, 600, 700, буквално криви линии во црвена боја што покажуваат нешто? Да. Да. Сето тоа ви се изохипсите. Сликата е искривена, чекај да пробаме да ја исправиме сликата. Ја исправивме сликата. Аман. Еве, сега ме пратите каде сум со камерата. Читаме дека овде има изохипса со 500, овде има изохипса со 400, овде има изохипса со 300. Доколку погледнете од 400 до 500
избројте ги меѓу се вака изохипсите, ќе видите дека се 520, 40, 60, 80, 500. Од 300 до 400, 320, 340, 360, 380, 400. Доколку имате ситуација каде што изохипсата ви е вака, таков е теренот, а овде ви е главната изохипса од 400. Значи идете 400, 420, 420, 420, 420, 420, 420, па тек друга изохипса која доаѓа со бројка 440. Дали барем малку го сваќате моментот на изохипсите? Дечки? Добро, ќе продолжиме со изохипсите. Се навраќаме на профил на терен. Профил на терен се црта на милиметарска хартија. Ова е тоа што го викаме милиметарска хартија. Ја добивате при почетокот на стазата. Најчесто се црта на стаза. Што е специфично за профилот? Вчера учевте за размер. Кога ја цртавте скицата, учевте за размер. И Владко ви кажал дека има размер за скица 1 спрема 12.500, 1 спрема 16.666, 1 спрема 25.000. Така? Сега. Да се навратиме на вчерашното учење. Размерот на карта доколку е 1 спрема 50.000. А ние имаме размер спрема за профил или за скица 1 спрема 16.666. Како го пренесуваме тоа на хартија? Неговата димензија треба да е 3 пати поголема. Мислам 50.000 поделено на 16.666. Е 3 така ли? Значи, ако размерот ни 1 спрема 50.000 на картата, секој пат си го пишува, како примерот си пишува размер 1 спрема 50.000 еквидистанца 20 метри. Така? Да ни биде јасно што би рекол како оче наш. Размер 1 спрема 10.000 се множи пута 5. Размер 1 спрема 12.500 пута 4. 1 спрема 16.666 пута 3. 1 спрема 25.000 по 2. Доколку размерот на карта е 1 спрема 50.000. Може да чекаме карта со размер 1 спрема 100.000. Тогаш на размер 1 спрема 10.000 по колку ќе множиме? Ќе множиме пута 10. Меѓутоа, картите со кои располагаме ние во Македонија, генерално сите се со размер од 1 спрема 50.000 и многу е битно да си ги знаеме овие пропорционално како множиме и како го делиме размерот. Интересното кај профилот, внимавајте, имаме два вида на размер. Едниот е должински размер, другиот е висински размер. Што е поентата? Почнуваме. Задачата на карта ви е следна. Профил на терен се црта од запишувајте си. Или Срна, ако ме пратиш, запиши го ова ти на чет, за да стои, да не се препрашуваат, а сите да го најдат.
Важи, Дали е спремна окей, сум. Срне? Ајде, профил на терен се црта од тригонометар 523, кој се наоѓа во квадрат 28,59 до тригонометар 527, кој се наоѓа на 28 со 60. Доколку ги имате сите отворено картите, пробајте да го најдете тригонометарот 523. Тригонометарот 523 се наоѓа во квадратите од 28, што се сече со квадратот 59. Дали некој го најде, дали некој има прашање? Јас го променам. Јас. Јас немам, мислам. Има кај размерот. Дечки, карта не читаме така, има кај размерот. Значи, многу ви е убаво. Тригонометар 523, кој се наоѓа во пресекот на квадратите 28 со квадратот 59. Дали ги гледате на картата бројките 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 итн. Еве, јас ви ги доближувам. Дали ги гледате? Да. Да. Дали ги гледате 56, 57, 58, 59? Да. Кога ќе направите пресек на 28 и на 59, во коцката каде што се е пресекот, таму се наоѓа тригонометарот 523. Дали го најдовте? Да. 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 Дали сите го најдовте? Да. Предпоставувам дека го најдовте. До тригонометарот со број 527, кој се наоѓа во пресекот на квадрантите 28 со 60. Ајде, најдете го и 527. Почекајте, само малку го најдам 527. Сега има малку проблем. Каков проблем? За да го најдам 527, не можам да го најдам. Јас го најдов. И јас. И јас. Дали Значи, барајте како што ви кажа Џага, во пресекот од 28 и 60, така Џага? Да, дали
Start screen sharing. Одлично. Дали на картата гледате каде е квадрантот со број 28? Да. Да. Еве го, 28 е ова целото навака. Целото е 28. Сега, 59. Најдете го и 59. Еве го 59 линијата. Еве ја 28 линијата. Местото каде што се подудараат, овој што ви го поцртав, во тој квадрат треба да се наоѓа тригонометарот 523. Дали сите го најдовме? Да. Ајде сега и 527 се наоѓа во пресекот на квадрантите. 28 со 60. Дали го најдовте? Да. Сега, кога веќе ги најдовме, од задачата ни пишува дека цртаме профил на терен од тригонометар 523 до 527. Повлекуваме тенка линија од 523 до 527. Ја гледате линијата? Да. И линијата ни е со 3,3 сантиметри. Размерот на профилот е 16.666. Со колку ја множиме ова 3,3 должина? 3. Со 3. Пред нас имаме милиметарско блокче. Се уште ништо не цртаме. Само заклучуваме дека должината од 500 тригонометар 523 до тригонометар 527 е 3,3 сантиметри со размер 1:16.666. Дечки, како што ви кажав, на профилот имаме RD должински размер и имаме RH висински. Како се црта профил? Бидете внимателни. Профил се црта со тоа што во долниот дел имаме должината, а правиме абциса и ордината се викаат овие, а за висинскиот дел пуштаме висинска линија. Чека, ако можеш малце само
полево да одиш со блокчето, да се гледа побаво. Така. X и Y. X е хоризонталната, Y е вертикалната. Што правиме? RH го утврдивме, така? Дека е, еве го, си пишувам, RH еднакво на 1, RD уствари, извинете. RD еднакво на 1 спрема 16.666. Тоа значи дека 3,3 сантиметри од картата на милиметарското блокче ги пренесуваме пута 3. Тоа е 9,9. Така? На долната линија. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ги напишав до 12, пошто многу ја продолжив линијата. Меѓутоа, ние треба да знаеме дека од 523 до 527, 3,3 сантиметри ги пренесуваме на милиметарското блокче на 9,9 сантима. Тоа дојдовме што размерот на картата од 1 спрема 50.000 го поделивме со нашиот должински размер кој изнесува 1 спрема 16.666. Единствен материјал, како што напоменав, е профилот на терен, каде што имаме и висински размер. Во нашиот случај, висинскиот размер е 1 спрема 4.000. Висинските размери на профил можат да бидат 1 спрема 1000, спрема 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 итн. Што подразбира висинскиот размер? Подразбира пренесувањето на изохипсите или пренесувањето на релефот на колку милиметри ќе бидат растојание. Како го претвораме моментот од картата на милиметарското блокче? Еквизистанцата ни е колку на картата, дечки? 20? 20 метри, кога ќе го претвориме во сантиметри, колку е? 2000. Во милиметри? 20. 20.000, така? Да. Значи 20 метри еквизистанца претворена во милиметри е 20.000 милиметри. Висинскиот размер го определуваме што еквизистанцата ја претвараме во милиметри и го делиме со размерот. Во нашиот случај RH е 1 спрема 4000. 20.000 кои ќе поделиме на 4000 добиваме растојание од 5 милиметри на кој треба да ги внесуваме изохипсите. Дечки, дали се разбираме? Ке може джага само некоја формула да не запишеш за тоа? Постои такво нешто? Ајде вака. Сега ќе ви ја запишам.
Дали гледаат Викса? Да, се гледам. Well, I can do it. Well. Вилијам, те замолувам да бидеш мјутнат, за да не мора да те мјутираме ние. Ме слушате? Вака со одмутнато? Да, те слушаме. Океј, дечки, ете така се пресметува размерот на должината и висинскиот размер. Тоа ви е за РД. Еве ви е формулата за пресметување на РХ. Дали се чита? Да. Само уште малку подолу со камерата може да се види крајот. Дечки, дали сме окей со РХ и со РД? Да. Останатите, дали имате некое прашање? Пошто ќе преминеме, не знам дали кај мене беше само... Зеве го за должинскиот, за Мартин. Дали сме јасни? Сега, дечки, утврдивме дека РД е пренесувањето на должината на карта. Го утврдивме дека X е РД, Y е РХ. Кога ќе поделиме еквизистанцата со нашиот РХ кој е 4000, установуваме дека 5 мм ќе биде висинскиот размер. Тоест дека на 5 мм ние ќе ги бележиме изохипсите. Дали ме слуша Олег од Тио Молика? А Олег, што ќе се случи доколку РХ е 1:5000? На колку милиметри ќе ги бележиме изохипсите во висина? На 4. А доколку е 1:2000? Само се. На 2.
Ако е 1:2000, на колку како се пресметува висинскиот? Еквизистанцата ја претвораме во милиметри. Тоа се 20.000 милиметри. Делено на РХ кој ни е 2000. На 10. Мартин Јанев дигна рака. Повели Мартин. Тоа беше, дигнав рака да одговорам ако требаше. Добро, еве друго прашање. Мартин, доколку должинскиот размер ни е 1:25.000, по колку го пренесуваме моментот од карта на милиметарско блокче? По 2. А доколку е 1:12.500? 4. Значи, окей, браво. Значи го свативте моментот како се пресметува РХ и РД. Дали сите свативте? Дечки, ако не ќе повторувам милиарда пати, пишувајте слободно. Може ако не е проблем да се повтори, зашто послаб ми интернетот, тоа многу кочи. Готово, сега ќе повторам пак. РД се пресметува на тој начин. Размерот на карта се дели со РД. Ако размерот на карта е 1:50.000, се дели со 16.666, со 12.500, со 10.000, со 25.000 и така го интерпретираме на милиметарската хартија. А РХ се пресметува на тој начин што еквизистанцата ја претвораме во милиметри и РХ и дознаваме на колку милиметри ги пишуваме изохипсите. Дали сега е јасно или имате дополнителни прашања? Дечки, дали е јасно? Да, јасно. Сега, пошто ви е јасно на сите, би ја замолил и Срна да ја отвори картата да ја шерне со нас и сите да си ги отворите картите, како што се кажав на почетокот, од тригонометарска точка 523 до тригонометарска точка 527. И да почнеме да ги читаме изохипсите кои се наоѓаат таму. На вас ви е многу полесно, пошто може да зумирате. Значи, почнуваме од тригонометарска точка, читате, така? Тригонометарска точка 523. Се движиме до 527 треба да стасаме. Значи, тука гледаме дека скоро ќе се движиме на ист терен. Ајде, дечки, почнуваме од 523, знаеме дека еквизистанцата ни е 20 метри. Која ни е правата изохипса после тригонометарот? 500. 500. Идеме дале. Која е следна? 520. Добро. 540. Добро, дечки, смирите се малку. Слушајте ме внимателно. Кога ќе видите линијата, дали се качуваме или се симнуваме надоле? Слегваме, така? Да. Ако слегваме после 500, која е? 480.
480. После 480, 460. 360. пратите ја срна со крстчето. После 460, 440. 440. после 440, соработувате, 420. повторувајте. 420. Добро, после 420, 400. 400. доаѓаме до 400, идеме дале. Читајте ги слободно, ве пратам. 380. 320. Пошто имаме забуна дали е 380 или 420, дечки, до наредната следна што ни доја главна изохипса, се качуваме или се симнуваме? Се симнуваме. Добро. После 400 која ни доја? 380. Па после тоа пратите ја срна. 360. 360. 380. 340. Само момент. До каде стигнавме? 360. Стигнавме до рекичката джега. Кај Таранец. Добро, стигнавме до рекичката. Значи, доколку повлечеме линија, доваѓаме до 400 главна, па после тоа одиме на 380, така? Дечки, дали се пратиме? Да. Да, па после 380, која ни доаѓа? 360. 360. Кога ќе повлечеме линија, Значи, ја допираме два пати 380. Повлечете си со... Ај вака. Ме гледате мене? Дали ме пратите мене? Да. Да. Врати ја срна картата. Ама не може да ме гледат. Добро. Ајде вака. Ова е 400, така? Да. 380, така? Да. Да. Се сечи повторно? Да. Значи, два пати си ја пишуваме 380. Шо? Врати се повторно срна на карта. Дечки, си ги запишувајте си ги изохипсите на листче. Значи, стигнавме до 380. Па после тоа е 360. Па која е следна после 360? 360. 340. Повторно. 360. После 360, повторно уште еднаш е 360. Па после 360? 380. 380. После? 400. Добро. 420. Добро. 440. Добро. 460. Добро. 480.
Добро. 500 Добро. и 520. И 7. 520 и 527. Тригонометарот. Така? Да. Дечки, дали мене ми е кеф што има два тројца што пробавме заедно да ги прочитаме изохипсите, дали другите нешто од нешто ви е јасно, го гледате, го разбирате начинот како се читаат изохипси? Да. Да. Значи, повлекуваме линија од тригонометарот до тригонометарот или можеби тоа наследни задачи ќе ви биде од чешма до црква или од било што. И од таа линија, сите испрекинати линии што поврзуваат две места со исто надморска височина или тоа се изохипси, ги читаме и си ги забележуваме на хартија. Пошто ние ги прочитавме, еве јас ќе ви ги прочитам уште еднаш, запишете си ги сите на ливче. Почнуваме од тригонометар 523. Па идеме со 500, 480, 460, 440, 420, 420, 400, 380, 380, 360, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520 и 527. Дали ги запишавте сите? Дечки, дали си ги запишавме сите изохипсите? Да. 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 Сега добро, кога веќе ги запишавме изохипсите и гледаме на листот кај што ни се запишани изохипсите и успоставуваме дека највисоката точка ни е 527, така? А која ни е најниската точка? 360. Така, највисока е 527, најниска е 360. Распоредот од 360 до 527 би ишол 360, 380, 400, 420, 440, 60, 80, 500, 520. Сето тоа ние треба да го внесиме на Y линијата со тоа што за да ни биде поестетски убаво. Ако 360 ни е најниската, јас би ставил да почнеме од 320. Дечки, За да можете да имаме го некоја пипнете естетика. прозорчето на Джага, за да го гледате него на фул скрин, тоа што го црта. Сега секако го гледате. И на секој 5 мм би обележал посебна изохипса. Пошто би почнал од 320, а 360 е најниската, би завршил со 560, пошто 527 е највисоката. И сега, дечки,
доаѓа едно нешто што се вика математика. Ја зимаме картата и ја мериме првата изохипса која е со бројка 520. Дали се пратиме? Се пратиме. Која е на растојание на нашата линија? Дали ме гледате внимателно, дечки? Да, сега гледам. Која е на растојание од милиметар и пол? И сега математиката вели вака. Изохипсата со број 500 е на растојание од милиметар и пол. Кога ќе го помножиме со 3, се добива 4,5 милиметри, така? Тино. Дечки, дали се разбравме за правата изохипса? Очигледно не се разбираме. Дечки, на линијата која ни е повлечена, ја мериме првата изохипса и ни е на растојание од милиметар и пол. Милиметар и пол, пошто должинскиот размер ни е 1/16.666, го множиме со 3 и добиваме 4,5 милиметра растојание, кое треба да го пренесеме на милиметарската хартија. Дали се разбираме? Да. И ја наоѓаме на милиметарската хартија правата точка или правата изохипса 520. И ја пренесуваме на 4,5 милиметри. Ставаме точка на само момент на 520. Одиме по линијата 4,5 милиметри. Ставаме точка. Ја мериме следната. Следната е 500. Така? Петсто ни се наоѓа на растојание од 2 милиметри. 2 милиметри кога ќе помножиме со 3 добиваме 6 милиметри. Внесуваме 500 на 6 милиметри. Следната е 480. Мериме. е на 2,5 милиметри. Кога ќе помножиме по 3 добиваме 7,5 милиметри. 480 пренесуваме на 5, 6, 7 и пол милиметри. Следна е 460. Чака, не гледаме во моментов, ќе не наместиш камерата после? Се извинуваме. 460. 460 ни се наоѓа на 4. 4 по 2 е 8. Значи 460 нанесуваме на 8 милиметри. Извини, не е по 3?
Се извинувам, по 3. 460, како рековме, 4. Нанесуваме на 12 мм. Следна е 440. Четиристо четириесет е на 5. 5 по 3, 15. Следна е 420. Таа е на 7. 7 по 3, 21, така? И главната е 400. Таа е на 9. 9 по 3, 27. Дали го свативте принципот како ги нанесуваме? Да. Да. Ајде, идеме до крај. Олег и Елена, дали имате карта пред вас и останатите да ги читате или ќе мора јас да ги читам? Следна е 380. Ајде вака, следна е 380. 380 е на сантим и 2. Сантим и 2 по 3, тоа е 3,60, така? 380, 3,60. Повторно имаме 380 друга. Тоа е на сантим и 3,5. 1.350 пута 3 е 4,05. Исто 380, 4,05. Подоа идеме 360. На 1,8. 1,8 по 3. Колку е, дечки? 5,4. 5,4. 360 на 5,4. Потоа идеме уште еднаш 360. На 2,1 пута 3 е 6,3. Потоа идеме 380. На 2,2. 2,2 пута 3 е 6,6. 360, 380 на 6,6. Потоа идеме 400. Ни се наоѓа на 2,4. 2,4 пута 3 е 7,2. 4 на 7,2. Дали ме пратите, дечки? Јас имам прашање. Ајде. На 360, мислам, имам само една забележена, а другата не успеа.
360. Едната е на 3,6, а другата е на 4,05. Това е на 380. Како? На 380 това, на 360. Се по-раздалеко. На 360. Едната е на 5,4, а другата е на 6,3. Добре. Дечки, стигнавме до 400. Следната е 420. Е на на 2,4,5, 2,4,5 по 3, 6, 7,35. 420 на 7,35. Идеме 440. На 2,5. Тоа е 7,5. Идеме 460. На 460. На 2,7. 2,7. 6, 8,1. $480 на 2,9. 2,9 пута 3. 8,7. 8,7. 500 на 3,1. 9,3 доја, така ли? Да. 520 на 3,2. Тоа доја 3,6. И последниот тригонометар 527 ни доаѓа на 9,9. Правиме вака. 527. А тука сме почнале од 523. Извините, за 520 како беше? За 520 на 9,6. Дали гледате како се нанесени изохипсите? Да. Сега, повлекуваме една линија горе вака. Сега ги нанесовме изохипсите. Ја земаме картата. И гледаме дека линијата, Срна, ако ме пратиш, можеш да ја отвориш картата. Гледаме дека линијата
покрај изохипси сечи тука пат и овде сечи рекичка. Така? Да. Дечки? Да. Гледаме каде сечи пат, каде сечи река? Да. Го мериме патот. Значи патот ни се наоѓа на растојание од точно 1 сантим. Го множиме пута 3. Значи тоа се 3 сантима и на горната линија нанесуваме едно нешто што се вика пат. Вака го нанесуваме едноставно. Потоа гледаме реката, ја мериме, реката е на точно 2 по 3, 6. Джага, само ако можеш на На патот 6. зумни да видат како е нацртан. На 6 нанесуваме река. Ја видовте реката? Да. И пошто гледаме дека последниот тригонометар 527 се сечи со пат, на 527 исто така нанесуваме патче. Малецко патче. Јасно, видовте шо и како? Да. Сега, профилот 80% ви е готов. Ставаме наслов, профил на терен. Пишавме РХ и РД. Ставаме север. Пишуваме легенда. Колски пат. Река. Изработил. Джага. Некој, не сите, или по ваша желба, може со тенки линии да си ги споите точките вака. Ме пратите како? Да. И со тоа, дечки, го имате профилот завршен. Знам дека имате многу нејасноти. Знам дека е малку збунувачко, многу математика, многу све. Меѓутоа, ќе се трудам на сите и дополнително да ви објаснам се што треба. Слободно прашајте доколку имате прашање.
Дечки, дали се слушаме? Матеја има едно прашање. Дали ќе може да го скриеш профилов на терен, да ми го испратиш мене на медија, Scout, па јас ќе му го пратам на сите учесници како изгледа на крај. Моите. Дечки, последна шанса за некое прашање. Покрај последната шанса, јас ќе ви дадам, еве сега во чет, ви пишувам мој мејл. Ќе ми биде мило и драго доколку некој има заинтересиран да го научи да го црта профилот. Може слободно да ми исконтактира на мејл и може да се видиме и дополнително и да ви објаснувам се што не ви е јасно. Добивте првични информации како се работи профил, како се црта профил. Во главата ви лепнат многу прашања. Доправа програмскиот тим на Сојуз на извидници на Македонија ќе организира школи и настани каде што ќе се обучувате и ќе учите. Доволно е да знаете само неколку основни работи. Доколку некој има заинтересирано, слободно пишувајте на мејл, ќе соработуваме и ќе научам да цртате профил. Доколку имате прашања, слободно, доколку немате, јас ви благодарам на трпението. Знам дека извештајот ви беше поинтересен и полесно сватлив. Профилот е малку покомплициран за изработка, но верувајте кога ќе го научите да го цртате, ќе го сакате и ќе ви биде рутина. Пошто немате прашања, јас ви благодарам уште еднаш на трпението и на разбирањето. Се надевам ќе се среќаваме на многу надпревари, на многу акции, каде ќе се караме околу размерите и околу димензиите и слично. И се надевам дека ќе имате желба да останете во извидници и да ги научите да ги работите материјалите. Ви благодарам многу.